Го продолжуваме неделниот микс, почитувани гледачи. Мене ти ми требаш е песната на нашиот композитор и пеач Дејан Тасев, со која песна настапи и на овогодинешното издание на Макфест. Поводот за неговото гостување е токму оваа песна, но и секако ќе зборуваме за музиката, за она што следното го подготвува и секако ми е многу задоволство што токму Дејан Тасев е денеска дел од неделниот микс. Добре ни дојде. Добро ве најдов, исто и мене ми е големо задоволство што сум кај вас. Бев не знам кога, има неколку години. Па може би 2 години или ако толку летнало времето. Така, можам да забележам дека фотелите се уште ви се вака добро удобни. Така, драго ми е кога гостите убаво се чувствуваат во студиото. Мене ти ми требаш певлива песна, макфестовска, фестивалска песна. Колку си ти задоволен од твојот настап на Макфест? Еве моментално и го гледаме. Сакав да песната ја компонирав јас, моја и музика и текст, сакав да направам така брза песна, динамична, разиграна, модерна малце, нели да кажеме. За аранжманот се погрижи Кире Јакимов и Дарко Андонов, да ги поздравам. Кире Јакимов исто така и мастерингот го направи, тој живее во Англија, меѓутоа Англија, Македонија соработуваме онлайн, да. Тој е еден многу добар дечко и мислам дека е еден од подобрите во Македонија. Браво, многу е важен тимот, нели, кој што соработува на песната, исто така твојот талент го искажуваш не само преку пеењето, туку и преку компонирањето и пишувањето песни. Да. Колку време подготвуваше самата музика? Па оваа песна може и да има некои 7-8 месеци пред Макфест како настана. Потоа, нели, како си поминува времето, пак и ми текне нешто мелодиски, малку нешто околу текстот, може некои мали исправки имало, меѓутоа, секогаш оно првото кога ќе ти дојде, знае да биде најдобро. Секој потоа што ќе променеме, не е тоа. Така е. И тоа е она вистинското, нели? Така. Првичното како испаднало, тоа е тоа. На Макфест и годинава имаш убава енергија. Многу наши изведувачи настапуваат токму на овој фестивал. 40 години прослави оваа година, нели? Да, ова беше еден јубилеј, 40 години. Јас сум многу горд на тој јубилеј, затоа што јас сум штипјанец. Го сакам Макфест, јас сум растал со Макфест уште како дете. Ова ми е 8ми настап на Макфест, со поголем дел со мои авторски песни. И ова беше еден прекрасен јубилеј, еден прекрасен настан. Сцената беше предобра. Како за јубилеј морам да ги пофалам, организаторите се потрудиле доста. Тоа беше една одлична сцена, со оркестарот тука во живо не подражуваше, така да кажам, и беше едно одлично искуство. Така е. Како што спомна и ти, сосема поинаку кога има и оркестарна сцена, сосема поинаква тежина му дава и на самиот фестивал. И самата сцена преубаво изгледа, баш светски. Да, многу добра беше сцената. Оркестарот тука морам да го поздравам Илија Ќосевски, тој беше одговорен директор исто и на музичкото училиште Сергеј Михајлов од Штип, тој исто беше заложен за оркестарот и се беше, мислам, прекрасно. Потоа имаше и, нели, ревијална вечер со постарите изведувачи, тука имаше многу емоции, тука беше човекот кој го измисли Макфест, господинот Стојан Троицки, кој доби признание. Тоа беше еден премногу емотивен момент, така да беше супер оваа година. Така се вративме некако и на почетоците, на корените на Макфест. Не треба секогаш да се заборави од каде се почна, нели, така, како што спомна и ти. Во однос на самото дружење на Макфест, како се дружевте оваа година, како си поминавте? Оваа година имаше многу дружба, барем за мене, а се надам дека и за сите колеги, така да на Макфест, како Макфест, нели, тука заврши, потоа бевме во еден познат штипски локал каде што имаше бенд, па сите знаевме да запееме по кој песна две и така натаму, заедно со публиката уживавме до раните утрински часови. Еве те поканувам некојаш за Макфест да дојдеш, значи тоа е една магија во Штип која се дешава во тие денови. Јас бев минатата годинава не можев да дојдам и да, тоа дружење кое што е на Макфест навистина е посебно, тие неколку денови посебна е магијата. Така. А и вие штипјани како домакини сте секогаш одлични домакини. Благодарам. Во однос на оваа песна, веќе се слуша и по радиостаници, и така. На интернет можеме да ја слушаме секаде. Така што ми се чини дека добро поминува кај слушателите. Кои се твоите впечатоци од публиката? Имав многу честитки после настапот, ми стигаа пораки дека супер бил настапот, дека добро сум изгледал на сцена.
за стајлингот имав пофалба и од Сергеј Варошлија во неговиот подкаст. Тоа е најважно. Тоа е најдобро знае, нели? Не, навистина одлично изгледаш на сцена. Така да имав доста пофалби. Многу ми е за нас изведувачите и авторите е многу битно да се вртат нашите песни по радиостаниците, на ТВ екраните да ни има се почесто и да има барем уште еден фестивал како Макфест во Македонија, ќе бидеме многу побогати на музички. Така е. Макфест е ревијален, нели не е веќе од надпреварувачки карактер, сметаш дека тоа е плюс или минус? Дали го сакаш оној адреналин на надпревар или вака убаво секој да може да промовира својата песна? Мислам дека ајде да кажеме за помладите изведувачи, за дебитантите, можеби е подобро да има награди, затоа што кога имало награди, кога некој дебитант ќе освоил пример втора награда од публика или трета или најдобар дебитант, тој веднаш станувал некако како попознат одма на музичката сцена, се издвојувал, да. И мислам дека е добро за помладите генерации што доаѓаат да има награди. Како поттик еден за сите ни. Тоа оставаме на организаторите, тоа е нивна работа. Да, апсолутно. Си окажуваме само нашето мислење. Така е. Во однос на правците музички кои што ги следиме, нели во 2000-та, во 90-тите, каков што бил светскиот тренд во светски рамки, така и кај нас некако се провлекувал тој некој стил на музика. Сега исто така се слуша, секакви стилови се комбинираат. Што е оно што тебе те привлекува најмногу? Дали поп музиката, дали сакаш да експериментираш? Па јас како мал најмногу сум сакал рок музика и сум почнал со таква музика, сум компонирал. Меѓутоа мораме да ги пратиме светските трендови, не дека јас секогаш правам модерна музика сега, меѓутоа секогаш гледам да има во моите песни да има гитара, да има нешто така малце да биде промешано, да има некој шмек. Тоа е навистина убаво. Сега во однос на твоите следни песни, ти имаш неколку песни веќе и изминативе години кои што се прифатени кај публиката, па Дејан сега за воиднина што планираш? Воиднина во студио веќе се спрема моја нова авторска песна за која што за таа ќе се надевам ќе има и видеозапис. Подготвувам исто неколку песни за некои наши познати изведувачи. Еве ќе спомнам Коки Јанков од дуото Дуле и Коки, веќе му е готова песната, исто за него имам направена една песна. Снимена е Воиднина ќе излезе, ќе чуете исто од него едно добро парче музика. Одлично, ајде да слушаме и Карчан, која што е дует заедно токму со Коки. Да. И тој има фантастичен стил на музика, нели самото дуо беше такво. И убаво е кога ете песните твои можат и други изведувачи да ги така е, ова е Крачан, ова е една песна на скопски Кочан, на штипски Крачан, така да... Добро изговорив, така? Да, добро изговори, си научила. И супер песна, мислам дека си го донесе своето, се вртеше многу по радиостаниците, знам дури, не знам колку има 2-3 години и се уште знам да ја слушнам после толку години на радио, така да за еден автор изведувач, тоа мислам дека е најважно тука кој ќе направи една магија со неговата виолина во оваа песна и мислам дека излезе супер. Двајца уметници кога ќе се спојат, кога ќе се направи убав видеозапис, ето тоа е полн погодок. Во однос на видеата, сакаш ли да ги снимаш или повеќе сакаш да компонираш и да пееш? Па видете, сето тоа сам да го направиш, да направиш музика, да направиш текст, да се облечеш, да излезеш на фестивал, видео, сето тоа не е лесно, си носи многу време и труд, така да јас ке мене секогаш оставам тоа сето да доаѓа спонтано и секоја песна како ќе си го кажеш своето, некоја ќе биде видео, некоја фестивалска промоција, така да убаво е сето тоа. Пак ќе кажам, убаво е да имаме повеќе фестивали и повеќе музички емисии во нашата Македонија. Така, апсолутно, затоа што имаме навистина многу уметници кои што се многу талентирани и ете како што си, например, и ти, и талентот треба пример, нашите соседи имаат специјализирани телевизии што се само за музика. Кај нас тоа го немаме, за жал, и мислам дека треба да се појави некој медија, некоја телевизија, кај што ќе биде музичка и ќе можеме да се промовираме сите ние. Наша музика да се слуша, апсолутно. Следуваат периоди на прослави, на новогодишни божикни празници, ќе имаш ли настапи?
следниот период? Да, имам настапи моментално настапува мојата база е во Сабатини во Штип, тоа е во Сити Мол во Штип, еден убав ланч бар, прекрасен ресторан, не знам може сте биле, а кој не бил треба да го посети, затоа што имаат прекрасна храна, добар амбиент и така. Но сум отворен за соработка со сите што сакаат. Одлично. И Дејан, што е оно што ти приватно сакаш да слушаш? Дали е тоа рок музиката, ја спомнавме, дали е поп музиката? Приватно сум слушал најмногу рок музика, меѓутоа сега слушам најмногу радио во кола. Така, одлично. Ете, ја слушнавме и Маквестовската песна, и Карчаниве моментално ја слушаме. 8 години на Макфест, веќе имаш искуство со фестивалот, но можеш ли да се навратиш на почетоците? Каков си бил кога си започнал? Колку всушност имаш созреано од тогаш до сега? Ние созреваме нон-стоп, значи музиката е едно широко поле каде што се учи додека си жив, така да секако имаме поголемо искуство сега, повозрастни сме и така. Прв пат сум настапил далечната 2011 година, па е последен пат сега 2025 и така. Многу често и колегите знаат да прашаат дали повеќе ти лежат баладите или побрзата музика. И сега јас како некој што само слуша музика, не ме битува нели за таа уметност, но во секој случај баш ме интересира тоа прашање. Може ли некако да се распредели дали поспори песни, дали побрзи песни или тоа едноставно доаѓа според чувство? Па види, јас специјално никогаш не компонирам песна, значи кога ќе ми дојде инспирација, за каква песна ќе ми дојде инспирација, таква правам. Во фиока имам повеќе песни, сега нели како што за Макфест сакав брза, пример, во фиока имам 30 композиции што не ми се снимени. И сега за потребите на некој фестивал може тоа да биде брза или балада и така натаму. Меѓутоа специјално дека ќе земам сега да пишувам балада или да правам брза песна. Наменски? Да, наменски не компонирам, мислам дека наменски кога е вештачки, мислам дека треба тоа природно кога ќе ти дојде инспирација да направиш песна, тогаш мислам дека излегува најдоброто. Така е, ти си пејач, уметник, кој исто така многу го цени спортот. Така исто е, да. така и се сеќавам на почетоците така и беше најавуван спортистот кој исто така и пее. Се занимаваш ли сега уште со спорт? Па да ви кажам, вежбам, да. Значи секој утро ќе се истегнам, ќе си направам аеробик обовезно. Кога е добро времето возам точак, знам да пешечам, така да се уште сум активен сум во спортот, така за мене си вежбам за здраво тело, здрав дух. Што се вика, инаку сум се занимавал со спорт пред многу години као дете, со борење, со боречки спорт, што е многу интересно и сум бил... Токму и на тоа мислев посебно, да. Да, и сум бил дури, да речеме, едно 5 години, 6 и државен prvak, бев и успешен доста во спортот. Но сепак се одлучи за музиката. Така е, да. Па добре, ете интересна комбинација спортот и музиката, Да. а некако и додека спортуваме секогаш слушаме музика, така што Да, заедно си е таа поврзаност. Еден мој пријател, што споменам, кажува, вика, моето мото е спорт, музика, спорт. И најважно е тоа, нели, секако да останеме активни, но и музиката е лек. Така. Многу често, не многу често, него секогаш не релаксира и не опушта. Дејан, за крај ќе слушнеме целата песна од Макфест, ако може од режија да ја пуштат колегите и полека ќе го завршиме ова интервју. Ти благодарам многу за одвоеното време да ни бидеш гости. Ви благодарам и на вас многу за гостопримството. Ми беше убава вашата емисија. Поздрав до сите гледачи. Ете, почитувани гледачи, ја слушаме песната со која што Дејан Тасев, композиторот, пејач, настапи на овогодинешното издание на Макфест. Уживајте и вие. Ми треба некој што ќе ме држи за рака, ми треба некој добра порака да праќа во добро и во зло, во лошо и во арно. Ми треба некој покрај мене да гушкам, ми треба некој покрај мене да љубам на сонце и на дожд, на јаве и на сон. Мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш. Мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш.
даш сила, како секогаш моја да си била. Ко ветер во грб ми даш крилја, и кога се ке биде против нас, секогаш биди ти до мене. Само ти ми даш сила, како секогаш моја да си била. Ко ветер во грб ми даш крилја, и кога се ке биде против нас, секогаш биди ти до мене. Живее и спие, знам дека сам не се живее и пие. Тишината ми вели дека љубовта се дели. Ми треба некој покрај мене да гушкам, ми треба некој покрај мене да љубам на сонце и на дожд, на јаве и на сон. Мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш. Мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш, мене ти ми требаш. Само ти ми даш сила, како секогаш моја да си била. Ко ветер во грб ми даш крилја, и кога се ке биде против нас, секогаш биди ти до мене. Само ти ми даш сила, како секогаш моја да си била. Ко ветер во грб ми даш крилја, и кога се ке биде против нас, секогаш биди ти до мене.